Комити Запад, имате верен навивач на Вардар во Палестина, докторе, гинеколог, Рафик Кухаил. Не е лошо, откако ќе ви ја кажам приказната и на комитите и на сите вас, не е лошо вие Комити Запад да го исконтактирате човекот, да му пратите нешто реквизити, многу ќе го израдувате и ќе се израду, мислам ќе се израдува, тоа знам. Што е приказнава за Рафик? Пред година, ако две, имав едно видео обраќање, кога почна геноцидот, и малце поише, значи има 2 години, кога почна геноцидот во Газа. Имав едно обраќање, едно моje сеќавање за еден студент, тука у Мало, кај у близина на студентскиот дом, мислам Драга Стојановска се викаше, тоа беше баракиве после педагошка, нормално се тука се комплекс згради, не е постоја тие бараки одамна. И ние тука у близина или тамо понекогаш игравме фудбал, копилјаци, по 10 години имавме. И еден студент, така, не знаевме кој е шо е, после он ни кажа, често пати доаѓаше и не гледаше како играме фудбал. Понекогаш ќе седнеше на една клупа и цело време не гледаше, понекогаш у тревата ќе седнеше и ќе си ставеше некоја тревка уста и не гледаше цело време. И не знам зашо ја никако му бев многу драг, копил бев, значи, мислам, ни даваше на сите, али мене онака, знаеш, на страна, кој ќе ме види, ќе ми дае пари, ќе ми рече за сладолед. А ќе ми даеше пари колку да купам 10 сладоледи Снежец. Снежец бели руменко, тие два сладоледи, ги имавме и бевме многу среќни. И не знам, веројатно му се допаѓаше како играм, шо знам, иако бев многу мал тогаш. Веројатно страст осеќаш у оно што имав за фудбал, за играње. Поима немам шо беше работа. И ја пред 2 години имам видео обраќање кај што ја споминувам случајов за мистериозниот студент, убав човек, убав дечко, кој што редовно не гледаше и ни купуваше сладолед или ни даваше пари да си купиме сладолед, и после дознавме дека се вика Рафик и дека е студент по медицина од Газа. Точно од Газа. Од градот Газа. Во појасот Газа. Кој ще сега сравнат со земја. Не и се видеото мое тогаш стигнало до него. И Рафик пред вчера или завчера, кога беше, ми прати писмо по месенџер. Веројатно луѓе му објасниле, пријатели од тука од Македонија, кои сум шо сум. И ми испратил писмо и ќе ви го прочитам писмото. Не е цело, малце подугачко, но кратко, неколку реченици. Здраво, друже. Јас сум тој Рафик. Студира во Македонија. Во Скопје завршив медицина. После специализирав гинекологија и се вработив, работев во болницата во Тито Велес. Тито Велес пишал. Пошто он у Македонија нема дојдено од кога си заминало тука никогаш. Значи уште било Југославија, затоа вика работев во болницата во Тито Велес. Не е лошо и некој ако го гледа ова, на кој му бил колега, ако го памти Рафик, да напише нешто и да каже за него. Имам многу пријатели во Скопје, Велес, Охрид, Белград и Сараево. Не играв многу фудбал, но како што знаеш, многу сакав да гледам. Навивав за Вардар. Одев на многу утакмици. Некогаш ми беше криво ако поради учење или заради учење не можев да стигнам да го гледам Вардар кога играше во Скопје. Да знаеш, Македонија ја сакам исто како Палестина. Исто толку е моја. Поздрави ми ги сите македонци. Рафик Кухаил. Ете го писмото, пократка верзија ви прочитав. Ја му пратив едно, мислам му испратив, јас му пишав. Живее у моментов е во Газа. Ја го прашав само како живееш во Газа. Но тоа е што е. Значи, ги замолувам Комити Запад. Би било многу убаво да го исконтактираат и најдат некаква начин, ја не знам како би било тоа изводливо, да му пратите на човекот
навивачки реквизити од ФК Вардар. Ова писмо, и знам дека сега ќе се јават многу луѓе меѓу вас, ќе пишат коментари кои што го знаат Рафик лично, кои што веројатно и тогаш му го испратиле некако моето видео, па он успел да го види. Јас гледат избегнувам многу пати да ги коментирам веќе и случувањата и во Газа, и во Западниот брег, и оно што се случува во Персискиот залив, затоа што сваќам дека на светот, особено на еден регион кај што му припаѓаме ние, западната цивилизација, некако по-сврзисходно, што викаат хрватите, име на луѓето покорисно да замижуваат пред она што се случува тамо. Нормално, поради тоа светот ќе плати многу висока цена. Оти секогаш кога замижуваш пред злото, прашање само на време е кога тоа ќе тропне и на твојата врата или мечката, сликовито кажано, ќе заигри во твојот двор. Но тоа е нешто со кое што западната цивилизација не дека не го знае, но од лукративни причини, од чист конформизам, решава да го преќути тоа, особено оној страватен геноцид што се случува во Газа, кај што, пошто Рафик е лекар, гинеколог, јас сега го прашав дали е, најверојатно е во пензија, ако може во едни такви околности да биде во пензија, не верувам. Сигурно ги користат сите ресурси што ги имаат палестинците за некако да преживеат, ако се земе у предвид дека неколку стотици доктори палестинци се убиени во појасот Газа, исто како и што се убиени неколку стотици новинари, додека известуваа од тоа воено жариште. Избегнувам да коментирам, гледам и некои случувања што ги има и кај нас, и со тој обид на, би рекол, на послободумните луѓе да дадат коментар, да дадат критика на оно што го прави Израел кон палестинскиот народ. Ето, имаше и вчера еден сличен инцидент во наводници на меч од Рајо Ваљекано, мислам, играше во шпанската прва лига, кај што голманот го зема палестинското знаме и го посла пред играчите и на еден овации кај целата публика, која што извикуваше слободна Палестина, слободна Палестина. Кај нас малце поинакви се работите. Оној инцидент што се случи, окей, се случи и во Хрватска, се случи и во Босна, кај што исто беа, не знам, имаше некое приведување, па после беше пуштен тој знамето, и во Хрватска и во Босна имаше таков случај. Се тоа каков е ставот да се праќаат политички пораки од големи спортски случувања, кај што има голема толпа луѓе, веројатно тоа носи некои, во вакви околности исто, некои безбедносни ризици. Кај нас се реагира како што се реагира, во Хрватска исто, ова. Не правдам никога, не зазимам страна за оваа работа, затоа што знам исто така дека спортските арени, особено фудбалските и кошаркарските арени спортски, во времето пред да се распадне Југославија, пред да почне граѓанската војна, фактички беа првите попришта на оно што ќе се случува подоцна со вистинско оружје и со вистински жртви. Политичките националистички водачи и партии во тоа време ги користеа спортските настани, спортските арени како подготвителен терен за да го галванизираат, засилат тој националистички набој кај широките народни маси преку навивачките групи во тоа време, кои што речиси сите
беа ставени под капата на најголемите националистички, шовинистички партии во тоа време, кои што дојда на власт во првите тие парламентарни демократски избори во некогашна социјалистичка федеративна Југославија. И фактички тие беа првите, како што реков, попришта кај што почна да се увежбува она што ќе се случи реално после само година или две, кога започна граѓанската војна. У таа смисла е различен, знам дека има различни гледишта ставови, треба или не треба терените спортски да се користат за политичка пропаганда, но од друга страна знам дека тоа тешко може да се избегне, затоа што на некој начин и тоа е место од каде што може да се прати одредена порака. Во овој конкретен случај, пораката мислам дека е хумана, затоа што имате еден народ, како што знаете, кој што со децении полека е истиснуван од своите огништа, за на крај да биде напикан, набутан во тој еден појас, невралгичен, кој што сите го знаеме денес како појасот Газа, кој што е долг 40 на километри, широк некој 10-15 километри, кај што се собрани 2 милиони луѓе, у толку простор, да кажеме, како Скопје, рецимо. И од кој што сега дали има останато 1.200.000 или 1.500.000, другото е све испотепано во последниве, ајде да кажем 20 години од втората интифада, да кажем. Особено последните 3 години. Кога има веќе неофицијално, ова се бројки на, не се бројки на западни анкети, статистичари така натаму, но се предпоставува дека до сега веќе има околу 300.000 мртви. Иако тоа се оние бројки кои што доаѓаат од западот, се далеку помали, изборат за некои си 80-90.000 мртви, но и да се најдеш на средина негде од тие две, тоа е страотна бројка, меѓу кои што има околу 40.000 деца, да кажем, загинато. По 12 години. Па вие сега видите за што се работи и дали тоа човечкиот мозок може некако да го свати и да го свари. Јас стварно не знам како во појасот Газа воопшто и вирее сега живот, мислам. Јас сега Рафик која ми пиша, која ми рече дека е во Газа и дека некаде во Газа е. Иначе тој е роден во градот Газа, но сега верувам дека не е во градот Газа, туку е некаде во појасот Газа, појма немам. Баш затоа и му пишав, го прашав онака каде од прилика точно се наоѓа и дали уште активен, дали уште работи како лекар. Веројатно работи и други работи поврзани со медицината, кои што немаат врска со гинекологијата, за жал. Ете, тоа е како дел од ова моје обраќање. Рафик, ако повторно ти го препратат ова моје видео обраќање, да знаеш дека мислам дека македонците повеќето сочувствуваат со вас и она што ви се случува. И сите некако се надеваме дека некој некогаш ќе успее да го вразуми Израел, неговата политика на терор, која што потекнува од неговата ционистичка идеологија, која што е во суштина крајно расистичка, која што признава еден народ, која над сите други народи, избраниот народ, и која идеологија заради тоа сметат дека ним како избран народ од Господ им е дозволено се да прават и дека никому не треба да дадат отчет за тоа што го прават, колку и да биде тоа неприфатливо во очите на светската јавност. Се надевам дека сите, колку е тоа можно, сите твои да се добри во тоа
кланица тамо во Газа, не знам. Дај Боже сите твои да се добри, Рафик. Па од кај знаеш? Може ќе дојде и таков ден и ќе се видиме. Ќе дојдеш ти овде после многу децении, а може и јас ќе бидам поканет од тебе да ти дојдам на гости во Слободна Палестина. Се гледам.